Во пресред на концертот на Меморија, кој што ќе се одржи во Младинскиот културен центар на 25 декември, во продолжение има можност да разговарам со Петар Ѓоргиевски. Погледнете го разговорот. Перо, задоволство е да се разговара со вас секогаш, а еве и сега ми се чини помина 3-4 години од нашиот последен разговор. Секако за вашиот концерт кој беше тогаш, па потоа се редеа многу ваши концерти, еве сега повторно сме пред убав повод, а тоа е изложбата на Меморија во Младинскиот културен центар, но исто така и концертот кој што ќе ги обедини сите членови на Меморија од 83-та до сега. Пред се честитки за овој голем проект. Ти благодарам. Едноставно сакавме да покажеме колку луѓе учествувале во бендот или во големината на мозаикот на групата Меморија и така низ некаков историски контекст, почнувајќи од 83-та година кога бевме формирани како техно бенд со Дејан Миновски, Ристо Ставрев и јас, па 84-та година, бидејќи 2014-та нели славевме 40 години, предавме во класична рок постава со песната Нена, станавме популарни во цела бивша Југославија, на сите топ листи на македонски јазик. Нена беше на топ листите од 7 до 15 недели на прво место, што е еден раритет. И после тоа свиревме нешто концерти по бивша Југославија. Тони Димитриевски, значи бубњарот кој беше во таа постава, чува многу, ја би рекол, артефакти, бидејќи тоа се така речи метузалемски работи, купони од Борке што сме свиреле за храна, картата како изгледала во 202-ка во Ташмајдан на Ликовна академија во Белград, во Дом омладине и така натаму. Значи, историја. Една историја која, да ви кажам искрено, во овие денови кога се среќаваме сега на пробите, они почуваат. Имаме песни кои јас не се сеќавам дека сме ги напишале. Значи, едно 5-16 песни за кои сум заборел скроз дека сме ги работеле и викам, ама чекај да ви кажам, ќе има и второ полувреме. Значи, дај сега да го скоцкаме, а после тоа ќе се бавиме со се она што останало како оставштина, но нема запис во македонска радиотелевизија. Не постојат. А и ние тогаш сме биле ајкави и не постоја медиуми како денеска и немаме ниту од касета, ниту од нешто од сигурно тие 5-16 работи. Немаме никаков запис. Но многу ќе биде интересна изложбата и за повозрастните генерации, но и за помладите. Еве и ние, например, од 83-та не сум ни била ни родена. И навистина ќе биде интересно ети младите да видат како Меморија постепено го градел патот на она што е денес. Па, таа изложба е токму од тој аспект направена да кажеме дека и ние имаме некаков значаен корен во македонскиот, во бивши југословенскиот рок и рол. Но ние сме предходници на една ера која во 90-тите години направи апсолутно голем бум, каде што беа од Санаториум, Легенда, Тетово, Стареја, Падот на Византија, Теонаука совршена, Мизар, Архангел, Зијан од Гевгелија. Да не заборавам никого. Значи, навистина многу групи. И само треба да споменам дека ние сме продолжение на Бизбес, на Висшар планинци, на Безимени и така натаму. Така да има еден континуитет во македонскиот рок и рол, но за жал некои работи останаа не дозапишани. Јас, додека бев уредник во македонска радиотелевизија, успеав на сила во тоа време да ги натерам Бизбес да се соберат и во Хардрок да направиме едно изворедно документарно здание на кое они свире на плейбек, но го имаме како документ. Па одлично, тоа е навистина фантастично. И сега како течат подготовките? Еве сме на неколку дена пред почетокот. Можам да ти кажам дека малце кога сме 6 луѓе во составот, многу полесно го координираме времето на сите. Кога сте 20 и кусур, тогаш е многу, знаете, секогаш некој нешто има и да го погодиш тајмингот, да можат сите тие што треба во денот да бидат на проба е навистина среќа, но за среќа сите се прилагодуваа на условите кои ги имавме. Вежбаме во студиото Тралала, тоа се последни проби. На 22 на изложбата ќе бидеме скоро сите, дури ќе биде стигнат веќе и Дејан од Франција. И на пресконференцијата ќе можете да не видите
во она светло кое сме денеска, а на сликите кои ќе бидат на самата изложба ќе видите како сме изгледале пред 40 и кусур години. Но оно што е фасцинантно за вас како членови на бендот е дека имате огромен ентузијазам, на кој што дури помладите може да ви подзавитат. Енергија, сила, ентузијазам, еден голем пример сте и за младите кои што можеби допрва почнуваат со своји бендови. Како успеавте да го задржите тој ентузијазам? Ајде да ви кажам една работа. Значи, во секое време си има своји квалитети, своји звезди и луѓе кои влечат напред. Сега се овие помладиве, нели што се два Бона, Паја, Клара, да не набројам да не заборавам некој. Има многу други. Да, има многу други. Предходно, значи генерација пред нив е Нокаут, што ја знам Пере, па се овие што има концерт пред некој ден, Сецко со Last Expedition и браќата Масларковци, Пука Козметика. Значи ние имаме од сите жанрови и во целата оваа, во целиот овој галијамате си имаме навистина сијасет групи кои значат и оставаат траен белег врз македонската музика. Така да ние сме само парната локомотива која се уште не користи електричен погон и се надеваме уште малку ќе има ќумур во тоа да туриме да довозиме се она што сакаме да го направиме. Во мај наредната 2026 година ќе се надевам дека ќе го види светлото на денот и новиот албум со 10 нови композиции. Ова позади што се гледа е тројниот албум на Меморија во живо од последниот концерт во Борис Трајковски. Тоа е раритет затоа што таков албум имаше само Џони Штулич на времето во бивша Југославија 86 година и сега после толку години Меморија. На албумот ви кажав ќе има веќе 9 до 10 нови номери и ќе биде Дирлада во верзија која нема да биде концертна, бидејќи таа веќе има 10 милиона. Туку ќе биде снимена верзија и ќе биде направена за да може повеќе да се веселат. Баш убаво, одлично. Секако го спомнавте концертот минатата година, незаборавен концерт, преполна Борис Трајковски арена, единствено чувство на сите генерации беше тоа. Колку е важен просторот и нели голема е разликата меѓу поинтимен, помал простор и поголем. Па еве сега го одбравте МКЦ многу символично вашите почетоци за нели во Младинскиот културен центар. И како сега ете на помала публика, како е чувството нели да се настапува пред толку голема публика и пред поинтимна? Ние многу долго дека беше Меморија, скоро и да не настапувавме во помали простори. Де факто било кај да бевме во Кавадарци, во Велес, свиривме во големи сали, значи за 1500-2000 луѓе. И некако тоа само чувствие траеше долго време. Сега сосема случајно, на големо инсистирање на луѓе од интермецо, отидовме да свириме клубска свирка, што не се случило, не знам, дали 2-3 пати воопшто во 40 години сме го правеле тоа. И таква една убава енергија се случи и викаме, јас сакам да го правам еден поголем простор ова. И после реков не, на местото на Злосторот каде што почнавме, таму полека да го заокружиме цел овој процес, бидејќи Младинскиот културен центар е извореден за вакави мултимедијални настави, значи може да направите пресконференција во Кино Фросина, да имате изложбен салон, а потоа горе да направите концерт, што дава една целина. И да ти кажам дека сум многу возбуден, бидејќи јас не знам на крајот од денот како ќе излезе сето тоа што го спремам овие денови, бидејќи на 24-ти ќе имаме генерална проба и по прв пат ќе го видиме цел проект како изгледа. Па одлично и на крајот ќе можете и гледачите или да посетат изложбата. Таа започнува на 22-ри. На 22-ри во 12:30 почнува, имаме пресконференција и после тоа во 13:30 отворена изложбата. Ќе биде отворена секој ден од 12 до 9 навечер. Така да можат и школи и луѓе што сакаат да видат, да вистина ќе има многу интересни артефакти. Многу ретко се случуваат изложби на рок-н-рол бендови во нашата држава и надвор од неа, бидејќи се смета дека е тоа само непотребна приказна, но историски гледано не е непотребна приказна. Да се надоврзиме на тоа, Меморија веднаш после Нова година почнува со првата клапа на 12 епизоди
за меморија 40 минутни во копродукција со македонската радиотелевизија. Како документарен филм. Документарниот филм ќе биде Серија, последица, ова ќе биде серија од 12 епизоди. И де факто ќе ги опфати сите можни политички превирања, случувања од 83-та до денеска, вклучувајќи ја меморија како еден главен двигател внатре приказната. Например, во времето кога одевме да свириме 92 година, кога беше големата криза, немавме бензин како да стигнеме од град до град, па се сноѓавме со канти и бензин од другари што имаа бензински пумпи, па навечер касно одевме да ни наточат 3-4 литра, 3-4 канти по 20 литра, за да можеме, например, од Струга да отидеме до Преспа, па од Преспа до Битола, па заедно со гитарите и клавиатурите секогаш се наоѓа лесно запаливи материи. За среќа сме живи и здрави. Има многу приказни до целата работа. Тоа е фасцинантно. Да, но таа жртва секогаш се исполнува. Во времето кога беше 50 марки плата во Македонија. Значи, тоа не е ни превод 50 евра во сегашно време. Многу, навистина, но ентузијазмот никогаш не ме напушти. Тоа беше за време на вториот албум, Октомврски дождови, тогаш го имавме завршено. И потоа во Hard Rock 92 година, кога завршивме оваа турнеја, како круна на станите беше Hard Rock, тогаш беше многу актуелно место во Скопје. И мене ми текна една работа од Кино Култура што ги гледав и Вардар. Кино Вардар да правиме 2 концерта. Знаете како кино кога има. Испразните салата па наполните и му кажувам на тебе. Едно по друго. Едно по друго, да, истиот ден. Едниот концерт беше од 8:30 до 10, а другиот беше од 11 до 11. И на тоа да му викам вака и вака, колку па, што ќе правиш? Викам 2 концерта, еден по... дечко ми вика, направи еден, вика, како што треба, вика, па ја, викам, не, сега да ти порачам колку ќе кошта. Види вака, ако направиш, вика, втор, има, вика, 100 луѓе ги вика, свет е без пари. За наша среќа, значи, првиот концерт беше препон, тој е сниман од Македонска радиотелевизија и документиран со 6 камери во тоа време, и вториот е документиран, и двата беа преполни и ние тогаш се чувствувавме како да сме во Кино Култура. Од таму идејата за овој документарен филм и овие 12 епизоди кои треба да ги снимиме. Па баш убаво. Ете, и ви секогаш ги поместувате границите лични, нели? Ете, така било и со тие концертите. Еден па друг, а дали си има сила? Па очигледно си има. Што се успешно било до сега. А не било едноставно, нели? Ете, сте имале доста перидизвици, перипети сите овие години. Перипети во документарниот филм ќе гледате и во епизодите многу интересни работи. Например, ајде, откриваме нешто делови од целата приказна. Едно време, после третиот албум, се смачи да пее рок поп песни, сакаше да почне да свириме джез рок. И викам, друже, ние сме сега позиционирани вака и вака, дај сега почна да доаѓаат малце пари, време кога можеме да заработиме, да го направиме албум. Не бе, не, вика, да пееме како B-52 и така натаму, нема шанси, зимаме нов пејач, Емил Карнаваров од Штип. Правиме цел албум за него, тоа е Зошто Боже албумот, четвртиот, и едноставно човекот не успеа да се снајде и ние со готов материјал снимен кај Тоше Поп Симонов, Господ да го прости, се гледаме сите во очи, забајле од 4 сат. И му викам на Мичо и на Цале Бубњарот, ајмо, викам, идете во невозможна мисија, замолете го да се врати. Не можеме без него. Да пробаме да го вратиме. И стварно се врати, навистина се врати. Поце се врати, навистина се врати. Во рок од 12 часа, неполни, ги отпеа сите песни кои никогаш ги немаше чуено, а попатно отпеа сам пратич вокали на скоро сите песни. Браво. Ете, така, има такви еден куп догодовтини, кој кога одел, кој кога доаѓал, како ја напуштал меморија, зашто ја напуштал меморија, ќе биде многу интересно. Тоа е една приказна животна на преку 25 луѓе кои гравитирале во тој момент, а и многу луѓе од публиката и од местата кај што застирале, кај што ќе кажат многу интересни работи. Затоа што ете и вашата музика, па и луѓе кои што доаѓале на вашите концерти, нели, споделувале нивни приватни моменти со вашата музика и сме се радували, сме плачеле, нели? И тоа и така може да се види на самата изложба. Мислам да се вратиме некако повторно сите генерации. Да, раритетно за подолго време, бидејќи нема пишено песни, песната за тебе, направена за Поце. Во Борис Трајковски, кога почнавме да ја свириме, таа само 3 месеци беше стара. И се чуваме како ќе помине. Не само таа, бидејќи 5 направивме нови.
И почеа да пее песната, бидејќи многу емотивна, се поврза со прирано починатата негова сопруга и публиката ја пее од почеток до крај песната. Јас бев шокиран. На Оган по звездите и требаше време, деценија и требаше да стане така речи у тоа време младинска национална химна. Оваа стана за неполни 3 месеца за сите луѓе кои изгубиле некого и кога заврши поце во вториот дел кога рече сега вие, публиката пее заедно со него и 10 минути имаше аплауз. Да. Ден денеска кога ќе се потсетам на тој момент на еден начин сум горта, на друг начин сум емотивно скршен бидејќи нели многу драги луѓе заминуваат од овој свет прерано, но еден за тоа одлучува Бог, така да тоа не е наша работа. Наша работа е дека сме тука да оставаме дела. Апсолутно е така и вие како личност исто така и меморија тоа апсолутно го прави. Еве кај вас вашата канцеларија има многу буквално исто така една историја од ваши признанија, награди, плочи, се што може да се види. Ова е нешто што Ова е остана. 100 дел. Да. 100 дел тоа што за раритет сега кога зборуваме околу музиката, јас сосема случајно во деновите додека тарашкавме по фиоките, најдов многу дат касети, кои подамне се како медиум изумрени, и најдовме дат од некои пријатели, го туривме кога сватив дека имам преку 10.000 минути музика авторска за филм и за театар, се џашив. Значи, јас сум автор на Трзвија Скопје, серијата музиката, на Бумбари серијата со Горан Тринчовски, каде што има 11 панк композиции, каде што играше сега веќе починатите неколку луѓе, Шиле, малиот, онда овој Откочен Трајче, Ирена Жугич, Тони Михајловски. Вака рандом ми текнуваат и тоа беше во тоа 94-та една култна рок-н-рол серија. За да продолжам да најдам дека сум правил музика за опера за 3 гроша, 30 години драмски театар со менуети кратки. Што се чудев како ја тоа сум го правил, па после сватив дека со Миро Спасов и со Никола Коџобашија и двајцата, едниот успешен во Англија, а другиот успешен во Канада како композитори сериозни на сериозна музика, ми помага да ги склопам моите мали мелодиски линии во реални муети и така натаму и така натаму. Епа, ето тој ентузијазам ве држи и таа инспирација, pero и ден денес ви компонирате и создавате музика. Знаете како е на работа? Јас многу ретко можам да направам резиме на што све сум правил. Мене како ме носела интуицијата, така сум живеел. Таа брзина на правење некакви работи биле директно постирани на мене или правени од Бога. Значи, сум се водел по интуицијата, некогаш кога сум сакал да избегам, ме праќал доке него на заслушање, па ме враќал назад. Така да, јас сум негов покорен слуга и на народот македонски. Така е, се е добро кога добро ќе се заврши, како велат. Нормално е перипети, нели да си има, меѓутоа... Тоа е интересно, иначе не би било интересен, животот така би било све послано. Можете да замислите дека луѓето што се многу посиромашни се 5 пати посреќни од луѓето што се многу богати. Апсолутно. Јас генерално сигурно ќе оставам големо уметничко наследство или субкултурно наследство, пошто некој ќе каже имам уметничко наследство се мргодат, пошто нели само некаква култура која е финансирана од Министерството за култура е кај нас култура, не онаа што е создавана за народот. Јас лично неколку пати сум кажал да повторам, Јонче Христовски е мојот гуру уметнички и никогаш не пеел на друг јазик, секогаш сите песни ги пеел на македонски јазик. Сега се тепаат бугарите да кажат дека се тоа народни песни, а во моментот директорот на филхармонијата во Јапонија кој пее Јонче Христовски од ДДШ и го емитира со сакото и со сите негови работи, така да не постои поголем успех за еден уметник кој го нема веќе со децении, да имате таков начин да некој навистина ви ја почитува културата, државата во која сте. И за крај на овие денови на наша македонка живее во Лондон со гитаристот на Питер Габриел, Оган по звездите ја спремија и таа на македонски јазик ќе оди на албум во Англија.
Браво. Ете, барем 1% од тоа што Јонче успеал да направи назад. Браво, голем успех е тоа на вистина. Сите овие години ве спомнавме, доста предизвици, доста перипетии. Што е она што кога сте паѓале ве потикнувало да се кренете? Тоа е како феникс птицата, но знаете како? Тоа е како кога сакате да трчате, а уствари денот е малце ладен и викаш, тоа е топло дома 25, што ќе излегувам надвор да трчам. Во суштина, тој клик е ист секаде. Дали е во музиката, дали е во трчањето, дали е во точаци возење, дали е во учењето, дали е во пишувањето книга. Јас, например, имам 3 книги почнато и ниедна, така речи, ја немам завршено. Едната е некаде по моја некоја. Знаете, кога работите нешто, јас генерално никогаш не работам со план, ја рандом работам. А 3 книги на различни теми? Тотално 3 книги, тотално 3 различни книги. Едната се вика Facebook Book, во која не знам и ти дали си читала, од кога ми го хакира името и презимето, направија лажен Facebook, отвори 2015 година Facebook и од тогаш пишував активно за тоа, од кога сме почеле во наше мало, во Карпоштрик да живееме, па све до некаде повраќањето мој од Суботица, значи до 89-та година. До таму има доста пишувано, 89-та година натаму ја уствари главниот дел со меморија кај што почнува да бива важен и уште многу други детали. Другата е бела книга. Белата книга опфаќа време додека јас индиректно сум се бавел со младинска политика во тоа време во бивша Југославија. Значи бев на неколку 2 конгреса на младина и тогаш сите овие што ги гледате актуелни во наводници политичари беа далеку од тоа што денеска стана како политички звезди, така кажем, во наводници. И во таа бела книга се опишани многу мои настани што сум ги имал со тачно со тие луѓе, среќавајќи се од таму крајот на 80-тите па се до денеска. Има и една книга која ги опфаќа скоро сите мои спортски и театарски успеси, бидејќи се ова што го разговаравме до сега, јас имам одиграно преку 600 представи во Суботичкиот народен театар, во КПГТ кај Љубиша Ристич. И на зафрканција кога викаат овие дека меморија или јас сум дофрлал до Табановци, можам да им кажам слободно дека го свртат глобусот и дека фрлат со пикадо. Ако Антарктик падне, онда не сум играл тамо. Нема, така речи, место на земјата топка каде што не бевме со тој театар. Во тие 5-6 години колку што живеев тамо, имав изворедна интернационална кариера во глумата, но решив сепак и интуицијата ме донесе назад во Македонија дека сум и потребен на мојата трковина за тука да го оставам својот белек и тука да останат моите дела и коски. И сите овие години, Перо, се менуваше и самиот состав на меморија, некои членови доаѓаа, се заминува и така натаму, некој остана од почетокот до сега. Во секој случај, сега моментално сте шесторица и еве кажете ни, тоа сегаш ме фасцинирало како е да се обединат сите луѓе со различни карактери, а да звучат како едно и да функционираат како едно. Ова постава сега последна е со двајца помлади членови, Давор Јордановски кој живееше во Канада и специјално за концертот што во 2022 дојде во Македонија и си остана, више не се врати во Канада. Вториот инструменталист или гитарист на меморија новиот е Рубин Димковскиот Прилеп, кој донесе една комплетно нова свежина во составот. Така да се ова што сега го правиме има малку помладалачки призвук, но сепак патината што меморија носи со години, звукот кој е карактеристичен. Ова е македонски рок и рол звук. Ние не можете нас да не ставите во калап со некаква бивша југословенска сцена и така натаму. Може да наликуваме генерално за Хрватска што јадам на Парни Ваљак или на Бајага, например, во Србија, но немаме никаква допирна точка музички со овие големи имиња исто. Едноставно, мислам дека албумот што сега ќе го направиме ќе биде најзрелиот албум, бидејќи петката каде што ја снимавме кај Тоше Попсимонов далечната 95-та година,
е апсолутно еден од најзрелите македонски рок-н-рол изданија, зборови и од техничка и од креативна природа. Таму се нашите слики, таму е Снежа Снежана, таму се Дирлада, таму се, така речи, секоја песна е сама по себе хит. И сметам дека ова што сега ќе излезе во мај ќе биде нешто што барем за една стотинка ќе претрка таа една од најголемите наши успеси кога е во прашање музиката на Меморија 95-та година, петиот албум со таа пете црти. Тоа е сниман кај Тоше Попсимонов, за жал Тоше Попсимонов веќе не е меѓу живите. На концертот во 2017 напиша 4 реченици во кои рече: друже, не е тешко и многу од нас сме се качили на врвот. Али да останеш после 35 години тамо каде што е редок воздухот, тоа не може секој. Растуривте. Браво, Леле, колку убаво напишано, наистина емотивно од врвен уметник како што беше Тоше Попсимонов, наистина. Да. Врвен музичар. И еве, при крај сме на разговорот, Перо, да ги поканиме нашите гледачи. Значи, видите, може да доаѓаат, убаво е некои школи што имаат, дали од средни музички, нижи музички школи, Јосип Бродов, Корчагин, кои гравитираат околу МКЦ, да ги донесат своите ученици наместо час по музичко, да бидат час по историја на музиката, дека Македонија има свој корен, дека тоа може да се одржи во сите овие години и да има вредност, при тоа да не си ја предадете државата за некакво азно и да останете честни до крајот и да концептот кој сте го имале да го истерате до крај. Се надевам дека така ќе биде и ќе остане. Така да на 22 од 22 до 29 години до 29 декември Домот на младите... Премногу датуми, нели? Да, домот на младите по наше, а сега по вашиот младинскиот културен центар ќе пулсира со многу активности од групата Меморија. Одлично, едва и чекам и јас како понова генерација навистина ќе ми биде чест и задоволство да изгледам и изложбата и да се биде дел од концертот, секако па и оние луѓе кои што се на ваша возраст, нашите родители, секако ќе се дел. Да, така што ќе биде убаво. Се надевам дека имавме еден искрен разговор. Силата ни е тука. Се надевам дека на 22 ќе се видиме во огромен број во Младинскиот културен центар на изложбата и на пресконференцијата. А на концертот да напоменам дека сите безбедносни мерки ќе бидат застапени, 700 луѓе ќе има вкупно во салата и ни еден повеќе, толку колку што по закон има можност дансинг салата да прими. Мислам дека веќе карти и нема, дека е sold out и втор концерт нема да има. Па добро, порака до сите гледачи, ако случајно најдат некоја карта во ред, ако не тие што нашите карти. Пак да се шалиме како тапкарошите што беа пред кинокултура кога одеше Емануела филмот е. Ако си најдат тапкароши некои карти или ако има нешто останато во литература МК, бидејќи таму мислам дека има однесено физички карти за продажба, тоа е се, нема да имаме втор концерт, бидејќи е многу тешко за организација на еден ваков настан и овој повеќе историски настан на кој ќе се чујат работи кои мислам дека после тоа само на телевизиите ќе одат. А не исто телевизија живо. Така. Тоа е. Мислам, не. Сите тие што ќе бидат заедно со нас ќе уживаат во едно 2,5-часовно шоу. Тоа е прилика да им честитам нова година на сите ваши гледачи, вака пред време, и се надевам во наредната 2026 година на многу успешни моменти на сите мои колеги музичари, уметници, а се разбира и граѓани кои ја поддржуваат македонската музика и едноставно да дадеме сите се од себе за да можеме ова мало парче земја да го направиме подобар брод за пловење. Така, многу убаво кажавте и јас уживав во разговорот, ви благодарам што ни пренесовте толку информации за подготовката на концертите и изложбата и ете за целата она историја која што ја обележува Меморија како дел од културата, значен дел од културата во Македонија. Перо, ви благодарам многу. Ти благодарам и тебе на вниманието.